Сдруженијето на приватни лекари на Македонија на вчерашното собрание се согласи за неколку барања од примарното и секундарното здравство. Најголема реакција има за планираните едукации за лекарите кои Министерството за здравство ги испланирало за идните 2 години за секој трет викенд. Прашуваме дали постои закон за работни односи и дали тој истиот закон важи за матичните доктори. Бидејќи со овие работилници во континуитет секој матичен доктор во Република Македонија треба да работи една недела, доди на едукација во сабота и во недела и следната недела повторно да продолжи да работи. Значи каде е тука она 40 часовно работно време. Друго барање колегите кои што имаат да може да има мој термин за оваквите работилници и да може секој доктор да си одлучува кога ќе може спрема своите фамилиарни обврски да може да ги посети тие работилници. Трето, да се направи да бидат во градовите, а не да патуваат одредени колеги, заради тоа што навистина е проблем, или ако веќе патуваат, да важи и транспортот и трошокот кој што ќе го направат со сопствено возило, бидејќи времето на еден доктор е навистина скапо. Значи, замолуваме до Министерството за здравство уште еднаш да преиспита дали е ова во ред, дали не е подобро да бидат во работни денови, друг предлог, дали не е добро да бидат на веб портал, каде што ќе може, нели, ние електронски да во секое време да може да си ја прочитаме таа тема и да може да електронски да си ја полагаме или да може да дадеме апликација на самиот веб портал. Другиот проблем кој што исто така е многу голем, да колегите од семејна медицина, значи младите специјализанти кои што имаат уплатено целосна специјализација по семејна медицина, имаат дадено огромна сума на пари, а додека истите работилници, истите теми сега се третираат од страна на Министерството за здравство. Значи имаме многу повторување. Староновата претседателка на Сдруженијето апелираше и за образување на процесот за исплаќање на специјалистите од секундарното здравство, за кои не се исплатени трошоците за месец август. Сите специјалисти кои што се приватни и сите лаборатории кои што се приватни немаат добиено исплата за она кое што го работеле во месец август. И уште едно прашање до Министерството за здравство, зошто здравството кое што е јавно редовно се исплаќа месец за месец и зошто во приватниот сектор постојано има проблеми со исплатата и овдека имаме, мислам, одредени кршења на уставот, бидејќи спрема уставот јавното и приватното здравство се еднакви пред истиот устав. Реакцијата за исплаќањето на капитацијата овој пат од Сдруженијето ја патуваат до Министерството за финансии, од каде се уште нема зелено светло за пуштање на средствата до засагнатите приватни ординации.